Новогодишните прослави завршија, грото од зимските слави исто така, иако не очекуваат се уште празници, Василица, Стара Нова година, тука се разбира и водици, но прослава како прослава предизвика празнични трпези, прекумерно јадење и како последица на тоа за многумина од нас, значи и некој килограм повеќе, но за лицата со дијабетес овој период може да биде и многу поопасен. Затоа на оваа тема по празниците како најефикасно да ја вратиме контролата над шекерот, зборуваме со нашиот редовен гостин, нутриционистот Сашко Девшански. Сашко, добро ти утро. Добро утро. Празници како празници, сите по нешто повеќе каснавме. Како празниците да исхрана влијаат на здравјето, особено кај овие лица со дијабетес? Па генерално се уште ние се држиме до традицијата и до традиционалната храна. Во многу земји во светот веќе има големи промени, меѓутоа ние се уште се држиме до руската савата, кифлите, сармите, печеното месо, многу ковачи, многу алкохол, засвадени пјавоци и како што кажавте во најавата, за сите нас тоа значи некој килограм повеќе сега во период после празниците, бидејќи не се работи само за 2-3 дена. Цел декември е период на некакви слави, на корпоративни прослави, дружења, така што значи уназад неколку недели имаме период на прекумерно јадење, на многу калорична, многу масна храна и храна богата со многу шекери. Тоа значи дека кај секој од нас ќе го наруши, ќе го покачи практично нивото на шекер во организмот, особено ако земеме дека во вакви зимски услови сме помалку активни, дополнително ако земеме во предвид дека заради инфекциите, нарушениот имунитет, исто така тие влијаат негативно, односно може да го покачат шекерот, така што ова е навистина период на една дестабилизација, односно кај најголем број од лицата со дијабетис значително покачување на нивото на шекер. Колку опасна може да биде оваа состојба на дисрегулација на шекерот кај лицата со дијабетес, конкретно како директна опасност и последица се? Таа може да биде многу опасна, бидејќи реков станува збор за период од неколку недели, кога во период од неколку недели имаме константно покачен шекер или состојба на хипергликемија, а во услови кога цело време се јаде калорична храна, многу масна храна, во услови кога е нарушен природниот метаболизам, односно биоритамот, нарушено ни е спиењето, нели, дневниот ритам, често кај голем број од овие лица може да се случи состојбата наречена кетоацидоза, која што може да биде многу опасна, значи покрај високото ниво на гликоза или шекер во крвта, да се појават и високи нивоа на кетони, практично едно закиселување на крвта, кое што може да ја нареши нервната сигнализација, работата на срцето, работата на мозокот, може да доведе до дехидрирање и во најопасна ситуација да доведе и до кома. Значи, овој период вака, кога имаме недели на хипергликемија и покачено ниво на шекер, кај лицата со дијабетис може навистина да биде многу опасно. Сега, дали оние луѓе кои што си взимаат стандардна терапија треба да се ослонат само на терапијата, со оглед на тоа да го менуваат начинот на живот овие денови? За жал не, затоа што и тие луѓе сега не може да бидат физички активни онолку колку што е потребно, и тие прекумерно конзумираат надворот, правилата, цел ден нешто грицкаме, цел ден нешто јадеме, структурата на исхраната е променета така што најчесто самата терапија не е доволна и она што е многу важно што сакам да го истакнам, дури кога имаме и малку покачени нивоа на шекер. Тоа е честа грешка што е или превид што го прават лицата со дијабетис, значи сметат дека само многу високи вредности на шекерот може да бидат опасни. Не, докторите потврдуваат дека доколку имаме покачување, макар и мало, меѓутоа константно, значи во период на подолго време, тоа се оние вредности кои што практично се многу ризични бидејќи прават оштетување на крвните садови и како последица на такви мали, но константно покачени вредности може да се јават оштетување на очите, ретинопатија, оштетување на бубрезите или нефропатија, оштетување на нервите, а најголемата опасност тука е оштетување на крвните садови во срцето и во мозокот, односно ризикот од инфаркт и од мозочен удар кој што е најголем во текот на зимата и кон пролета, токму како последица на овој период наназад од конзумирање на многу калорична храна богата со шекери и таа дисрегулација на шекерот. Ова е многу важно што го кажеш, бидејќи кај нас оној македонски синдром се пијам терапија, можам да правам што сакам, е присутен реално. Токму така. Добро, празниците помина и сега е потребно што побрзо да се врати контролата над шекерот, кој што кажа и Сашко, а како се прави тоа ќе дознаеме од прилогот што следува, па се враќаме назад во студиото. Натура терапија. Здравје од природата. Добро утро до сите умни луѓе кои веќе имаат препознаено могите на Натура терапија, но и до вас кои сте прв пат со нас. Новата година пристигна, празниците полека одминуваат. Прославите и полните празнични трпези кај многумина зад себе оставија и по некој килограм по голема тежина, а кај некој покачување на мастите и шекерот. Овој период на празниците е најопасен за лицата со дијабетес, бидејќи конзумирањето на традиционалната храна
Преполна со масти и шеќери, како и алкохолот, и тоа со недели доведува до силно покачување на шеќерот во крвта. Како и до загуба на регулацијата која лековите и нормалната исхрана успевале да ги одржат. Ваквото пореметување на стабилноста на шеќерот, ваквото секојдневно покачување доведува до уште побрзо директно оштетување на крвните садови во телото, во очите, бубрезите или нервите. Додека траат прославите, ние не сме ни свесни за оштетувањата кои демнеат над видот, функцијата на бубрезите, а најмногу над срцето и мозокот. После ваквиот шок, телото не може веднаш да ја врати регулацијата и да воспостави стабилна контрола над шеќерот. А доказ за тоа се и зачестениот број на мозочните удари и инфаркти, кои се случуваат кон крајот на зимата и почетокот на пролета. Затоа не чекајте да биде предоцна. На вашето тело токму сега му е потребен диабетол форте. Најдобро решение за брзо и ефикасно враќање на контролата во шеќерот, спречување на сите оштетувања на крвните садови и компликациите кои тие ги носат. Со поддршката од диабетол форте, вие на 100% природен начин многу полесно и побрзо ќе го исчистите шеќерот од крвните садови по празниците. Со него ќе добиете повеќе енергија и ќе испречите опасните оштетувања. Без разлика дали користите таблетарна терапија, инсулин или пак имате преддиабетес, сега е време да го додадете и диабетол форте. И за што пократко време да го намалите шеќерот, да ја стабилизирате контролата и да ги спречите оштетувањата на видот, на бубрезите или прогресот на невропатијата. Започнете со употреба сега и со него значително ќе го намалите и ризикот од инфаркт и мозочен удар. Не двоумете се, диабетол форте е ефикасен, безбеден и единствен додаток на исхраната на нашиот пазар, кој е и клинички проверен и докажан. Затоа јавете се веднаш и искористете ја понудата со голем празничен попуст. Само сега, сет од 3 пакувања диабетол форте ќе ги добиете промотивно за само 1790 денари, а со нив на подарок ќе добиете едно пакување цинк за уште подобра продукција и регулација на инсулинот во телото. А за најбрзите 20 јавувачи следува уште еден подарок – пакување на витамин D3 за добар имунитет и подобро здравје оваа зима. Побрзајте и искористете ги празничните попусти до 50% на сите производи кои траат до 15 јануари. Натура терапи. Здравје од природата. Еве сме назад во студиото да продолжиме на оваа тема, откако констатиравме дека редовната терапија не е доволна, особено кога правите промена на начинот на живот. Сашко, мора да прашам, на кој начин диабетол форте помага во регулација на шеќерот? Диабетол форте може да помогне на дури 3 начини да се подобри контролата и регулацијата на шеќерот. Прво, благодарение на неговиот состав, а најмногу алфа-липоичната киселина, тој ја подобрува инсулинската чувствителност, односно врзувањето на инсулинот за клетките и на тој начин овозможува навремено, значи многу побрзо шеќерот, односно гликозата од крвните садови да се дистрибуира во самите клетки, каде што ќе го искористиме како енергија, а крвните садови ќе останат чисти и ќе се спречат оштетувањата. Дополнително делува и антиоксидантски, значи ги штити крвните садови за да не се случи тој оксидативен стрес и оштетување кои што може да ги предизвикуваат компликациите и оштетувањата на очите, бубрезите, нервите, срцето или мозокот. И трето, помага за продукцијата на инсулин, односно помага инсулинот да се продуцира доволно колку што е потребно и исто така оптимално и да се ослободува од панкреасот, да се складира. Значи едноставно ја помага функцијата на инсулинот така за да се обезбеди за најкратко време оптимална контрола на шеќерот, што е потребно, како што рековме, особено сега во периодот по празниците. Да, но добро, Сашко, на пазарот се продава се и се, што се луѓето се малце во недоумица, но што го разликува диабетол форте од останатите препарати, што е клинички потврден. Што велат клиничките истражувања? Токму така. Луѓето среќаваат секакви производи, достапни понекогаш дури и во аптеките, производи кои што се нудат на социјалните мрежи, меѓутоа прашањето е дали и колку овие производи се ефикасни, а особено оние производи кои што се достапни можеби само по социјалните мрежи, прашањето е дали се тие и безбедни. На клиниката за ендокринологија во Македонија, во клиничкиот центар во Скопје, се направи клиничка студија кај пациенти со диабетис тип 2 и преддиабетис, 100 примена на диабетол форте, кој што не само што ја покажа неговата ефикасност, покажа намалување на утринската гликемија, значи значително намалување на шеќерот,
значително намалување на хемоглобин А1С, тоа е тромесечниот просек. Намалување дури и на мастите, на триглицеридите, намалување на сите оние болки, чешање, пецкање во нозете, значи тоа се знаци на диабетичната невропатија, значи многу ефикасно дејство во период од само 2 до 3 недели дека доаѓа до снижување на шеќерот, но најважно е дека препаратот не влие на другите параметри на метаболизмот, односно дека е апсолутно безбеден да се користи или самостојно или комплементарно додадено на терапијата која што ја земаат пациентите без разлика дали е таблетарна или со инсулин. За кого се е наменет диабетол форте и како до најбрзи и најсигурни резултати? Како се користи? Сега е вистинското време да се земе диабетол форте и покрај тоа што се користи терапијата, како што реков, пациенти со диабетис тип 2, со преддиабетис, луѓе со инсулинска резистенција, луѓе со замастување на црвниот дроб, дури и луѓе со покачена телесна тежина. Диабетол форте во период од 2 до 3 недели ќе овозможи видно стабилизирање, тоа значи намалување и одржување на тие рамномерни ниски вредности на гликозата и ќе ги заштити крвните садови. Најдобро е сега да се користи по 2 капсули на ден пред оброк, за да се постигне таа контрола. Јас повторно ќе нагласам и лицата кои што се на терапија во овој период, добро е да користат диабетол форте една ваква поддршка, затоа што кај сите статистички се покажано дека имаме дисрегулација на шеќерот, која што може да биде многу опасна, затоа сега е вистинското време да се даде таа поддршка и да се врати контролата врз гликозата. Значи да не се опуштаат и тие со редовна терапија. Токму така. Добро, Сашко, вие на потрошувачите секогаш им излагувате во пресред и после празниците кога ова е најактуелно, повторно. Токму сега има новогодишни попусти. Така, имате празнична, да речам, понуда. Тебе ти благодарам за гостувањето. Вие почнете вече станете со нас, бидејќи еве што се и како можете да добиете токму за време на овие празници. Натура терапи. Здравие од природата. Добро утро до сите умни луѓе кои веќе имат препознаено могите на Натура терапи, но и до вас кои сте прв пат со нас. Новата година пристигна, празниците полека одминуваат. Прославите и полните празнични трпези кај многумина зад себе оставија и по некој килограм по голема тежина, а кај некој покачување на мастите и шеќерот. Овој период на празниците е најопасен за лицата со диабетес, бидејќи конзумирањето на традиционалната храна преполна со масти и шеќери, како и алкохолот, и тоа со недели доведува до силно покачување на шеќерот во крвта, како и до загуба на регулацијата која лековите и нормалната исхрана успевале да ги одржат. Ваквото пореметување на стабилноста на шеќерот, ваквото секојдневно покачување доведува до уште побрзо директно оштетување на крвните садови во телото, во очите, бубрезите или нервите. Додека траат прославите, ние не сме ни свесни за оштетувањата кои демнеат над видот, функцијата на бубрезите, а најмногу над срцето и мозокот. После ваквиот шок, телото не може веднаш да ја врати регулацијата и да воспостави стабилна контрола над шеќерот. А доказ за тоа се и зачестениот број на мозочните удари и инфаркти, кои се случуваат кон крајот на зимата и почетокот на пролета. Затоа не чекајте да биде предоцна. На вашето тело токму сега му е потребен диабетол форте. Најдобро решение за брзо и ефикасно враќање на контролата врз шеќерот, спречување на сите оштетувања на крвните садови и компликациите кои тие ги носат. Со поддршката од диабетол форте, вие на 100% природен начин многу полесно и побрзо ќе го исчистите шеќерот од крвните садови по празниците. Со него ќе добиете повеќе енергија и ќе испречите опасните оштетувања. Без разлика дали користите таблетарна терапија, инсулин или пак имате преддиабетес, сега е време да го додадете и диабетол форте. И за што пократко време да го намалите шеќерот, да ја стабилизирате контролата и да ги спречите оштетувањата на видот, на бубрезите или прогресот на невропатијата. Започнете со употреба сега и со него значително ќе го намалите и ризикот од инфаркт и мозочен удар. Не двоумете се, диабетол форте е ефикасен, безбеден и единствен додаток на исхраната на нашиот пазар, кој е и клинички проверен и докажан. Затоа јавете се веднаш и искористете ја понудата со голем празничен попуст.
Само сега, сет од 3 пакувања Дебетол Форте ќе ги добиете промотивно за само 1790 денари, а со нив на подарок ќе добиете едно пакување цинк за уште подобра продукција и регулација на инсулинот во телото. А за најбрзите 20 јавувачи следува уште еден подарок. Пакување на витамин D3 за добар имунитет и подобро здравје оваа зима. Побрзајте и искористете ги празничните попусти до 50% на сите производи кои траат до 15 јануари. Натуратерапи. Здравје од природата.